Надежта последно умира. 28 годишниот Михаел од Струмичко Сарај се надева дека ќе го победи карциномот, а до тогаш нема да му падне кровот врз главата. Живее во субстандардни услови, во една соба која со секој нареден дожд е ризик. Таванот е послан со најлон, а до кога ќе истрее, никој не знае. Со социјалната помош од 1200 денари на неговата мајка не успева сите лекови да ги купи, а не знае ниту дали ќе има пари за следната радиотерапија во Скопје. Тој сепак се надева дека ќе го победи ракот, а од хуманите луѓе ќе обезбеди сигурен сон. Вода в лево натре и тоа не е безбедно. Никош не е безбедно. Не знаеш во кој момент и кој смисол може да падне тоа. Значи тоа аплицирам до народот таму кој што може, кои се хумани да поможат и ќе им бидам благодарен од унапред за тоа. Што велат лекарите? Докаде е твојата здравствена состојба? Поточно и они самите не знаат, не може да ми гарантират, пошто како да кажам, не сакат мене да ми речат за тоа, па ми кажа да се надевам, друго не знам што да кажам. Болката на неговата мајка Рахилка сега е уште поголема. Срекна е што Михаел е дома, но истовремено ги гледа и чувствува неговите болки, но и е немокна. Пред да се врати нејзиниот син од терапија низ скопските клиники, успеала да го закарпи таванот со кал, слама и вар, но не знае истиот до кога ќе издржи. Отсегнем горе. Како на прво место, радосност, што ми е дома. На друго место, може да кажам, фала на Бога и на тај што ќе помогне да се лече още и понатака. Другото, се сум на страх, се сум на штреп и многу се благодарам и на тие што дават и тие што не дават. А јас како родител немам никаде ништо. Чак што више немам и една прачка да земам, да му направам јаденце, да му сготвам, да си го нахранам. Битката на Михаел со карциномот започнала 2009 година, кога му е откриен тумор на едниот бубрек. По отстранувањето на истиот, 2011 утврдено е дека болеста се проширила и на бешиката. По бројните операции, терапии и зрачења, Михаел се надева на светла иднина.